Заборавени од државата и институциите се најголемиот дел од локалитетите од рано-христијанскиот период на истокот. Нема доволно пари, па голем дел од нив со години не се истражуваат. Меѓу тие локалитети е и Калека и селото Крупиште, каде во Трева стојат обраснати 4 цркви и една петокорабна катедрала од 4 до 10 век, но постојат и места каде воопшто не се правени никакви истражувања. Поголем дел од нив не се одбележени, со исклучок на археолошките локалитети на кои што се вршат археолошките истражувања. Поголем дел од нив, од оние кои што не се одржуваат, тие се обраснати во Трева, во Коров, тие се невидливи на самата површина и така да во овој момент можем да кажем дека нивната состојба е катастрофална. Научната јавност смета дека државата треба да одвои повеќе пари за заштита на културното наследство, но и за поддршка на науката воопшто. Бидејќи со помалку од 1% од БДП, Македонија е меѓу последните земји во Европа по сумата што државата ја одвојува за наука и развој. Нема резерва во тоа прашање дека државата би требало да ги поддржи тие активности на зголемување на буџетите на универзитетите во делот на истражувањето и во делот на науката, меѓутоа знаете како е, тоа е секој врзано со продуктивноста на бизнисот, на економијата, на индустријата, она што значи да кажеме реален сектор кај што се прават парите и мислам дека треба да се најде некој баланс во поглед на тоа. Единствена добра вест е дека на најстариот локалитет од рано-христијанскиот период Баргала по неколку години се врати археолозите и конечно по 3 децении ќе почне заштитата на мозаикот на епископската базилика.